Многу често слушаме како некои велат дека не им треба исповед. Некои мислат дека едноставно може сами да разговараат со Бога. Други пак сметаат дека не се грешни за додатна исповед. Меѓутоа убавината на оваа света тајна во источната црква што не се нарекува само исповед. Црквата исто така знае да го користи терминот света тајна на покаяние. И овој термин, покаяние, има многу посилно значење од зборот исповед. Кога зборуваме за исповед, помислуваме дека треба да ги кажеме нашите гревови. Предпоставуваме дека треба да појдеме кај свештеник и да ги кажеме нашите најдлабоки, тајни и мрачни дела. Одиме на исповед затоа што едноставно чувствуваме дека мора да одиме. Или можеби постои страв дека може да се случи нешто во нашите животи, поради што треба да ја растовариме нашата душа. Но без да знаат повеќето од нас, говорниот дел, кажувањето на нашите гревови е само дел од искуството на тајната покаяние. За да се исповедаме добро, мора да бидеме најпрво свесни што сме направиле. А за тоа пак треба да направиме темелен испит на нашата совест. Ова вклучува одвојување време за молитва и пост, како и потребата да бидеме искрени со себе. Во следните размислувања ќе разгледаме некои работи на кои треба да посветиме посебно внимание, посебно при испитот на нашата совест, и се надевам дека ќе помогне да разбереме како и што грешиме во нашиот секојдневен живот. Клучен дел од светата тајна покаяние, освен испитот на нашата совест и искрената исповед, е вистинското покаяние. Не само жалење за нашите гревови, туку и борба да не ги правиме повторно истите гревови. Навистина, менувањето на нашиот начин на живот и навики е предизвик, но ова е таа поука која ние ја прифаќаме при светата тајна исповед. Не се само зборовите што ги разменуваат покајникот и свештеникот, туку мора да има и одлука да се поправиме, да бидеме подобри христијани. Го признаваме нашето погрешно постапување, нашиот грев, и се обидуваме да ги исправиме тие грешки и да останеме на патот што нашиот Господ ни го покажа. Нашиот однос со светата тајна покаяние мора да започне со нашето собствено признавање дека всушност сме грешници, дека не сме совршени. И тогаш можеме да започнеме со искрен испит на нашата совест, како подготовка за искусување на милосрдието и Божјото простување. Откако ќе признаеме дека сме грешеле против Бога, против другите, против себе, исто така мора цврсто да одлучиме да го оставиме гревот во минатото, да го отфрлиме своето старо јас и повторно да бидеме облечени во благодатта, која ја добиваме при исповедувањето на нашите гревови. Така ќе можеме да одиме во неговата светлина и да ја споделиме таа светлина со другите.